Поводот е отворањето на нова канцеларија на Дом во Битола и да се почестиме и да си честитаме за новите простори, меѓутоа исто така и да се договориме што ќе работиме во иднина. Ги знаете нашите теми, мислам дека има многу актуелни теми за една зелена партија во Битола, тоа е загадувањето, борбата против загадувањето и здравата храна. Овие две теми се топ теми кои што се битни за било кој дел од Македонија, меѓутоа во Битола така инструментите расипани па не може да се сервисира. За тоа во Скопје веќе се изборивме да се поправат инструментите. Ако во Битола го има тој проблем, ќе треба сигурно и тука да се направи истото. Инаку не е само до инструментите, она што е најважно, тоа е еколошко прилагодување на големите капацитети. Многу сме задоволни што владата дефинитивно кажа дека до април месец 2014 ќе мора сите да се прилагодат. Ние лобиравме за тоа и сме навистина задоволни што сите се ускладивме околу таа работа. Исто така сме задоволни што околу ГМО храната, знаете дека правевме цела кампања како зелени и излезе исто така и одлука на владата дека ќе се направи ревизија на комплетната регулатива и законска и подзаконска во делот на генетски модифицирана храна. За Битола е многу важно, реков, и едното и другото, и начинот на користење на разни фондови европски кои што постојат и за еколошки прилагодување на капацитети, но и за производство на здрава храна, органска храна и други специфични видови кои што ќе бидат дел и од културната и туристичката промоција на регионот и на Македонија. И што во Битола загадува? Тоа е прашањето на граѓаните. Пред се загадува рек, тој е голем загадувач и тоа е позната работа и јас знам дека во рек се прават одредени работи веќе подолго време за борба против тоа, меѓутоа веројатно дека ќе треба да се интензивираат. Потребни се дополнителни инвестиции во технологијата за да се намали загадувањето и да се сведе на европски стандарди.